Добро вечер. Добро вечер. Зора да на телефон. Знаеме дека сте вие подпредседателя. Кој разговарам? Името не ме кишавате преки. Па ви пишав у порака. Стефан од Паланка Максимовски. Така Стефане, ти не ми напиша името. Па мислам дека ти го напишах. Не ми напиша, само викаш председател на СДММ Крива Паланка. Да, моја грешка, извинете. Ако. Немаше поведе, ние сега завршихме извршен одбор со пратениците, нищо немаше как да свијало. Како сте, шо правите? Добри сме, организираме сега за понатаму. Што треба да презимаме чекори. Па, кај нас у Паланка сите спијат. Како спијат? Па спијат од председателот до сите други. Денеска немате ли у 6 саато протест? Немавме каков протест. Па немавме, у Паланка стана од бастион на наш, стана ВМРО-вски град и немаше шанса да протестираме. Оти таму има одличен кандидат. Знамо ти единството е изградено. Сега треба Како? Имаме добар кандидат. Укрива Паланка, така? Докторот. Докторот е многу слаб за сегашниот градоначалник што е на Паланка. Не е точно, не. Согласуваме со тоа. Па истината... Луѓе кажуваат поинаку, дека има Ама ве лажат. Значи овој нашиот докторот Горан оди таму каде што има по 2-3 во куќите, пуштил таму некои изгубени луѓе да работат демек за партијата, а оној од ВМРО пуштил цела машинерија. И тука е разликата. А разговарате ли за тие пропусти и слабости таму у партијата? Па 100 пати сме му кажале на Николовски, на Љупче, на председателот. И тој вели, добар е, ќе заврши работа. Не може да заврши работа. Оно има многу пари и ќе плати, секој глас ќе го плати по 50-100 евра и ќе не бутне. Добро, сега тоа со пари ние знаеш што нив не може да се надпреваруваме. Па не можеме, ама реалноста е друга. И тоа што може да работиме, тој не бутка назад, како да кажам. А вчера беете ли за Скопје? Колку луѓе дојдоше за Скопје? Па ништо, еден автобус имаше и тој вториот не беше полн. И тоа што ги собирал таму луѓето, ги собирал, да ти кажам право, кој инвалид, кој за никаде. Организацијата у Крива Паланка е за никаде. Ама тоа е лошо. И па еве, ја ти кажувам, реално... Оно што случува у Македонија, добро ќе се пука сега. Што? Значи, добро ќе се пука. Најверојатно дека нема избори, но треба да се подготвуваме како да ги има. Оти после ова што се случи вчера во собранието, ние немаме намера ниту да учествуваме на избори, ниту да поднесуваме кандидатски листи. А при ваков случај, ако они сами учествуват на избори, ќе има пукање. Разбираш? Ама треба да се спремаме како да има избор. Да спремаме младината у Паланка, или? Ќе добиете задачи, Не, знам дека ќе добиеме задачи, ама малку е... Мислам дека е нереално за вчера, зашто... Како да ти кажам, у Паланка едно се збори, друго се прави. Не предават... Ти како председател на Опина, че ми се јаво, че ми кажеш овие работи, јас сум должен да предемам мерки. И да преземеш, еве ќе ти кажам и друга работа. Не знам дали го познаваш на нашиот од Паланка, како да ти кажам, беше во државна безбедност, Добри Величковски, син му, Александар.
Не го знам часов, Дечкото беше во државна безбедност у Скопје, сега е надвор од државна безбедност. И тој самиот кажува дека не може да се справи со некои работи. Не може кој кандидатот да се справи? Па не, мислам дека фамилијата на кандидатот, значи тој видел у Скопје, сигурно има некои луѓе што му кажуваат од Паланка дека кандидатот наш што е Горан Младеновски, потајно фамилијата му работи со ВМРО-вците. И како е тоа држи фамилијата ќе му гласи за ВМРО? Па на брат му жената е во општинскиот на ВМРО ДПМН, е професорка во гимназијата. Друже, значи сега треба да имаме единство околу кандидатот и тој е кандидатот. Друг нема да има. Да. Това е дефинирано од тука. И сега треба да се обидиме сите слабости. Јас воопште не се поумам дека би можело да биде скаран со брат со само. Секаде из Македонија има такви луѓе. Но апсолутно анкетите покажа толку голема подршка за него, ти гарантирам, толку јасна изразена, што е двосмислено да останат тука. Значи има подршка во граѓанството, тврдо. Да, ја те разбирам, ама неговиот брат, роден брат и снаата се во ВМРО ДПМН. И како да му веруваме? Ако он како брат не можел да им помогне ништо до сега, а ВМРО им завршила работа, што да прави? Тоа е друго семејство, отишло тамо, готово, шо? А сепак човекот носи доста гласови, гледам ти има подршка од граѓанството, како лекар, како човек. Мора да бидам кратко, јас имам по 820 победи дружине ден. Ве разбирам, подпредседателе, ве разбирам, само знаете уште каков проблем имаме у Паланка? Каков? Членки на активистки на СДСМ, наши што се, влегуваат во игра на ВМРО-вците, земаат по некој денар, спијат со нив и се што има им предаваат. Друже, тоа е веќе лично однесување на поединци. Лично, ама еве ја ќе ви пратам некој, ако сакате на Facebook, на ваш профил личен, кажете ми како. Подпредседателот на СДСМ не може со ова работа да се занимава. Значи јас морам се знам како ќе организирам сега за во сабота 10.000 народ да биде во Скопје. Како ќе платам сите автобуси, како ќе му везенам барем пораки на престаки и пуштам да ги охрабрам луѓе од Македонија. А не тоа која е женска од СДСМ само за кој ВМРО стија. Ама еве на нас у Паланка тоа ни се дешава. Проблеми ни прават активистки. Тамо отворено. Отворено во партија ќе разговара. Не ни дава збор председателот. Ало. Зоран. Не ни дава подпредседателот, не ни дава збор. Кој подпредседател не ти дава збор? Па на нашиот председател што е подпредседател има 3 моментално сам назначен и не ни дава збор. Кога сака некој нешто да каже, тие тројца, на едниот братот беше директор на јавно предпријатие, тој Миле Николовски, тој највеќе прави проблеми. Океј, дружи, јас можам само да разговарам со Лјупчо за овие работи и понатаму да му давам задача да ги решавате на општинско ниво. Значи се согласуваш, нели? Дека не можам да влезам во секоја општинска која е девојка, со кој спие, за какви пари што предавам. Ама ни земат не ги и прават циркуси од девојки. Само чекат која е оставена, која е разведена, само гледат да направат нешто, да го изнесат од нас и од тука да прават фешки. Ќе ја носат у штаб, ќе ја дадат социјална, еднократна, по 30.000 дават
на која родители вработени, на која не вработени. Тоа циркуси се случуваат у Паланка. Искрено ти кажувам, значи у Паланка нема што да нешто моментално сега како што е. Вчера Љупче едва е собраме автобус и пол до 2, Вамаровци не собраат 5 автобуса. Ние во партиите губиме од наши луѓе, посебно од антагонизми, едни против други коваш. Значи мора да го доvolиме целиот момент да биде позитивен. Поединци, од нив не зависат избори, вакви продадени души за слично, не зависат избори, треба се нотират. Да, ма пред народот го изнасат на локална телевизија, го изнасат сето лошо и има напади големи, така да у Скопје не сте запознаени со Паланка посебно. Стефче може било што да каже, ама не котира на висока линија у Паланка. Овие вамаровците плаќат до максимум, што не може Стефче да се бори со нив. Ти можеш у Струмица, ама он у Паланка не може. Преземале го градот, лом прават. Држи, окей, хајде да можем да вртаме и другите. Ќе те молам. Пола саат веќе на телефон. Да. Можеме и на другите да звонам, цела Македонија врти. Разбирам те. Прва шанса ќе ти се јавам да се видиме. Важи. Поздрав, подпредседателе. Поздрав, чао.